Добре дојдовте во одделот за неврологија во Жан Митрев клиник. Наша особена чест и задоволство ни представува пред вас нашите искусни невролози кои го водат овој оддел да одговорат на едни од најчестите поставени прашања од областа на неврологијата, кои ќе ви помогнат да ги расчистите дел од дилемите кои постојат кај вас во однос на третманот, превенцијата и грижата која што треба да ја добијат пациентите со невролошки заболувања. Која е улогата на неврологот во справување со хроничната болка? Болките од невропатска природа се најчесто хронични болки и начинот на нивниот третман зависи од тоа што е причината која што довела до појава на невропатската болка. Во третманот на невропатската болка, во неврологијата најчесто се користат лекови кои што ќе го намалат преносот на трансмисија на болната дразба од периферијата кон центарот. Тоа се најчесто лекови од типот на антиконвулзиви и антидепресиви кои што се земаат пролонгиран временски период со цел намалување и справување со хроничната болка. Кои се најчестите симптоми и раните предупредувачки знаци на невролошки нарушувања, кога некој треба да побара лекарска проценка? Доколку кај пациентите се јави нагла, изненадна, јака главоболка, која што е пропратена со повраќање, закоченост во вратот, потребно е да се јават за невролошка евалуација, бидејќи овие симптоми може да упатуваат на некои невролошки заболувања, како што се интракранијални крварења, тумори и некои други посериозни невролошки нарушувања. Освен тоа, од невролошките симптоми кои што често се јавуваат кај пациентите може да биде губиток на свест, темнење пред очи, појава на дупли слики, за кои што исто така потребно да се јават на преглед за невролошка евалуација. Кои се раните знаци на когнитивно опаѓање и кои интервенции или третмани се достапни за пациенти со Алцхаймер или деменција? Најчесто се јавуваат проблеми во изнаоѓањето на адекватни зборови. Луѓето доаѓаат во состојба да не можат да се сетат на име на блиска личност, не можат да се сетат на некои секојдневни поими, не можат адекватно да се справат со зборовите, односно адекватно да изнедат зборови за да се изразат. Тоа е најчестиот симптом. Она кога ќе кажете на врвот на јазикот ми е не можам да се сетам, тоа всушност може да значи предиктор дека во иднина за година, 2 или 3 ќе се развие потполна клиничка слика на Алцхаймерова болест. Третманот, за жал, класичен третман кој што ќе доведе до излекување на Алцхаймеровата болест и останатите типови деменции не постои. Лековите кои што се користат, условно кажано, во третманот на деменциите, се во улога да ја успорат прогресијата на болеста, но не и да ја излечат, односно да го спречат незиното појавување. Она што е многу значајно да се каже кога станува збор за деменција е превенцијата, односно одложувањето на појавувањето на таквите заболувања, а тоа многу зависи од стилот на живот, физичката активност, менаџирањето со стресот, начинот на исхраната и така натаму. Кои се најчестите фактори на ризик за мозочен удар и како поединците можат да го намалат ризикот преку промени или медицински интервенции? За мозочните удари најчесто го користиме компјутерска томографија со церебрална ангиографија и каротидографија, со помош на која што се гледа дали има некој дефект за пушување во крвните садови и каков е дотокот на крв во мозокот. Магнетната резонанца, ЕЕГ-то исто така многу често се користи за да се види дали има некој проблем во функцијата на мозокот. Кои се начините, кој е типот на превенцијата која што треба да ја користат пациентите за да се заштитат од мозочен удар? Треба редовно да ја проверуваат, значи хипертензијата да не биде повисока од да биде под 140 со 90, да намалат со пушењето, редовно взимање на терапија за намалување на холестеролот и на триглицеридите. Како да направиме разлика помеѓу редовната главоболка и потенцијално сериозен невролошки проблем и кои дијагностички тестови се потребни? Од обична секојдневна, така наречена тензиона главоболка, која што најчесто се јавува во пределот на челото и слепоочниците и е
бенигна, безазлена, се јавува како резултат на замор, стрес, нередовен живот, нередовен сон и така натаму, до многу интензивни главоболки кои што пациентите ги опишуваат како никогаш до тогаш доживеани и тие најчесто се јавуваат во склоп на девастирачки невролошки состојби како што се мозочните краварења. Тоа е главоболка на која што треба да мислиме кога пациентот ќе дојде во амбуланта и ќе каже имам ужасни, неиздржливи главоболки во пределот на тилото, односно во супокципиталниот дел на главата. Од друга страна, кога станува збор за некои тивки главоболки кои што тлеат и се јавуваат од време на време, тогаш исто така не треба да останеме глуви и да го пратиме пациентот дома под изговор дека ќе помине, туку токму кај тие главоболки треба да се направат дополнителни дијагностички исследувања освен невролошкиот преглед, како што е на пример електроенцефалографија, компјутерска томографија и магнетна резонанца. Кои се разликите помеѓу мигрена, тензични и кластерни главоболки? Мигрените представуваат унилатерални пулсирачки главоболки кои што можат да траат од 2 до 3 дена и обично тие се пропратени со фотофобија, фонофобија, им смета светло, им смета галама. За разлика од мигренозните главоболки, тензионите главоболки претежно се стегачки главоболки кои што може да се јавуваат претежно во тилниот дел, околу очите и тие се потенцираат после стрес, после замор, почесто се јавуваат кај женската популација. Кластерните главоболки се сметаат за многу јаки, силни главоболки кои што се неиздржливи болки кои што пациентите некогаш ги опишуваат како болка, убод, остра болка како сечење од нож. Почесто се застапени кај машката популација и знаат да се јавуваат во напади кои што може да траат 15 минути, па и до половина час и повеќе и се јавуваат 2 до 3 пати во текот на денот. Кои се компликациите од потресите на мозок и трауматските повреди на мозокот? И како може да се проценат и менаџираат во иднина со цел да се спречат долгорочни компликации? Краниоцеребралниот травматизам во наши услови за жал е се уште доста чест. Најчесто се тоа луѓе кои што се жртви на сообраќајни незгоди или се повредуваат на самото работно место. Кои се импликациите? Импликациите може да бидат од минорни до огромни, некогаш животно загрозувачки. Најчесто во склоп на краниоцеребралните трауми се јавуваат крварења, хематоми, кои што се потенцијално опасни затоа што доведуваат до зголемување на притисокот на мозокот. Знаеме дека мозокот е орган кој што е затворен во черепна кутија и тој не може неограничено да се шири. Во моменти кога доаѓа до зголемување на интракранијалниот волумен, доаѓа до зголемување и на интракранијалниот притисок, а тоа во позадина може да значи инкарцерација, односно лизгање на мозочните структури надолу кон рбетниот мозок, што може да заврши со летален исход. Од друга страна, краниоцеребралните повреди, доколку не завршат летално, односно со смртен исход, на хроничен план може да доведат до појава на така наречени симптоматски епилепсии, кои што во зависност од регионот на мозокот понекогаш може да бидат многу резистентни на фармакотерапија, односно на антиепилептици. Како се дијагностицираат и третираат состојбите на епилепсија? И кои се најновите достигнувања во менаџирање со состојба, вклучувајќи лекови и хируршки опции? Се взимаат податоци дали имал угризи на јазикот, дали имал вкочанетост на вилицата, помокрување, пења од устата, каков бил време траењето на нападот и слично. После тоа се прави детален невролошки преглед. Од процедурите најбитна е ЕЕГ-то, кое што се прави со цел за да се види каква е функцијата на мозокот и дали има некој фокус или проблем при функционирањето на мозокот. Од другите дијагностички процедури може да биде од корист компјутерската томографија и магнетната резонанца. При извршувањето на ЕЕГ-то може да се побараат од пациентите, значи да се прават некои активацијски методи како што е отварање и затварање на очите, интермитентна фотостимулација,
ЕЕГ со депривација на сон при која што се потенцира, се провоцира замор кај пациентот за да се види како е функцијата на мозокот при замор и дали би се појавиле тогаш фокус или некои епилептогени избивања. Кои се најнови опции за истражување и третман на МС и АЛС и како пациентите можат да пристапат до клиничките испитувања и експерименталните терапии? Двете горе наведени заболувања се по својата клиничка слика во целиот процес на дијагностицирање и третирање многу комплексни. Од една страна затоа што ја зафаќаат младата популација и мултиплата склероза и амиотрофичната латерална склероза, а од друга страна терапевските опции кои што се достапни за наши услови понекогаш не може да бидат навреме испорачани кај пациентите од проста причина што се губи драгоцено време во самиот процес на дијагностицирање. Понекогаш пациентите лутаат од еден доктор до друг додека се постави точната дијагноза, а во моментот кога ќе се постави точната дијагноза, за жал понекогаш е веќе прекасно, затоа што како и најголемиот дел од болестите во неврологијата, така и мултиплата склероза и амиотрофичната латерална склероза се болести кои што само може да бидат ставени под контрола, но не излекување. За жал, амиотрофичната латерална склероза е болест која што завршува со смртен исход и покрај сите тераписки обиди кои што се прават и може да бидат направени во текот на лекувањето, за жал за таа болест во неврологијата не постои лек, не само кај нас, туку на светско ниво. Се прават обиди со генски терапии, најчесто со ензимска терапија, од проста причина што генскиот дефицит кај амиотрофичната латерална склероза е всушност мутација на генот кој што е одговорен за кодирање на еден ензим кој што има антиоксидативна улога во организмот, а тоа е ензимот супероксид дизмутаза. Што се однесува до мултиплата склероза, прогнозите се малку посветли, меѓутоа сите пациенти кои што се дијагностицирани со мултипла склероза, освен ако не се работи за релапс, односно влошување, каде што најчесто се користи неколку дневен третман со пулсни дози на кортикостероиди, треба да бидат упатени во терцијарното здравство, каде што ќе бидат адекватно регрутирани и поставени на терапија која што се издава од Државната клиника за неврологија. Кои се причините и потенцијалните третмани за вообичаено нарушување на движење, например, кај Паркинсовата болест или есенцијален тремор? Причината за појавата на паркинсонизмот голема улога има и генетската предиспозиција и при тоа доаѓа до намалување на допаминот во корпус стриатум. Левиевите телца се има зголемено ниво на левиеви телца во здравите во нервните клетки. При тоа паркинсонизмот се карактеризира со појава на ригор, тремор на рацете, брадикинезија, брадилалија, успорен со ситни чекори со телото во антеропулзија и намалени синкинетски движења. Паркинсонизмот може да се јави на возраст од 20 до 80 годишна возраст. Најчесто се јавува на возраст од 55 години. Се третираат со помош на антипаркинсонична терапија, комбинација од антипаркинсоници. При тоа, значи, физикалната терапија доста може да помогне во третманот на Паркинсоновата болест. Есенцијалниот тремор представува бенигна форма во која што се јавува, се третира со помош претежно на пропранолол или периндоприл. За крај, да напоменеме дека во нашиот оддел ќе ја добиете врвната дијагностика, подпомогната од најсовремената апаратура и технологија за рана детекција, превенција и грижа на невролошки заболувања. А за сите дополнителни прашања и консултации, слободно посетете не, каде нашите специјалисти се секогаш расположени да ви го дадат вниманието кое го заслужувате.